Советник во општина Струмица господинот Ѓорги Танушев, кој што е член на Комисијата за еднакви можности, е во студиска посета на општината Малме во Шведска. Веќе неколку денови, Танушев, вие разговарате, се среќавате со градоначалници, со други представници на општината во Малбе, разговарајќи за родовата еднаквост и за сите предизвици што таа ги носи со себе. Најпрво да ни кажеш колку дена сте веќе во Малме, каков е престојот таму и дали имате позитивни искуства од она што можевте да го слушнете овие денови? Во Суза, благодарам за поканата. Во Малме сме веќе 3 дења. Имаме доста набиена агенда. Се среќаваме со сите релевантни чинители во општина Малме, значи почнувајќи од градоначалничката па до разните комесари и советници кои што се задолжени за социјални работи, за еднакви можности, па со одредени експерти кои што делуваат во оваа област и на малце повисоко ниво од аспект на регионална поставеност, бидејќи политичкиот систем во Шведска е различен од македонскиот, така да имаме можност да дискутираме и со малце поголеми ниво од општина Малме и оние организации кои што делуваат во рамки на општина Малме. Така да имаме цел спектар покриено од она што би значило искуство да се види како делуваат горните слоеви и како делуваат долните слоеви, условно кажано во Шведска. Имаше во неколку наврати спомнато и ти и некои од колегите од 10 општини кои што сте присутни во Шведска од Македонија, дека има и сличности, има и разлики. Би сакала да поразговараме за сличностите и за разликите за решавање на овие општествени и социјални проблеми. Така е, значи ние сме од моментално делегација од 10 општини во Македонија и гледаме какви разлики и сличности има во шведското општество и македонското општество. Конкретно јас би зборел само за општина Струмица, она што го гледам како сличност и разлика, бидејќи не ги знам од страници прилики, многу не сум запознат со другите општини. Општина Струмица е една можеби водечка во Македонија по однос на овие дилеми, ова проблематика. Пред се поради тоа што она што го гледаме овде во Малме, дел веќе имаме имплементирано во општина Струмица. Тука пред се ќе кажам, имаме две активни невладени издруженија, значи изборам за Sky Plus и за Организација на жени кои што делуваат комплементарно во она што би значило корпус на еднакви можности, промоција на ненасилство на жените, но и како во превенциона смисла, така и во случај доколку се случи такво нешто, имаме и одговор и решенја кои што не се разликуваат многу битно од светскиве решенја.